Горан Стефановски, роден 1952-та, почина 2018-та, кој на македонската сцена се јавува во 70-тите години е несомнено најиновативниот македонски драматичар и театарски деец, а секако и еден од најомилените меѓу сите генерации. Особено авангарден и луциден, истовремено стикнува широка популарност на свој виден особено близок, локален, малски или во неговиот случај девармалски херој, со кого и покрај неговата очигледна авангардност луѓето, да не речам народот, се идентификува. Но тој токму така и се појавува и останува своевидна легенда на македонската театарска сцена со чудото на објавата на неговиот драмски првенец, театарското представление Јане Задрогас, во 1974-та, која долго потоа е театарски предизвик за многу генерации критичари. Она со што тој интригира во моментот на неговата појава е фолклорноста на овој драмски текст, кој се појавува непосредно по објавата на собраните дела во 10 тома на Марко Цепенков, кои се голема новост во македонската книжевност и воопшто култура и кој што очигледно, чисто народен јазик или народна ризница или ризница на народното знаење, очигледно е предизвик и за Горан Стефановски и тој се појавува со неговиот чуден, хибриден бајкови јунак, Јане Задрогас. Меѓутоа, речиси сиот текст е испишан не баре со јазикот на усноста, сюжетот е една приказна борба на Јане со народниот непријател змејот, меѓутоа истовремено нешто е необично во тој фолклор и сите чувствуваат дека е нешто сосема ново. Долго време, особеностите на тој негов фолклор, како што веќе споменав, се предизвик. Најблиску во 80-тите Алексиев ќе ја забележи двојноста на тој негов израз за подоцна кон крајот на милениумот, конкретно бев присутна на тој настан во 97-та од страна на 3 театарски критичари, Борислав Павловски од Загреб, Катица Ќулавкова и Нада Петковска, да тој биде трогласно промовиран како прв македонски постмодернистички текст. Ќе се обидам, прикажувајќи го подвигот негов, и да се надоврзам на нивното толкување и самата да го кажам своето толкување во однос на овој текст. Значи, приказната за борбата на Јане против народниот непријател змејот, кој попатно ќе ја сруши автократната власт на една гаргантуавска царица, се реализира во неговото превземање на улогата на народен мудрец и во моето толкување на новото, значи, кој ја има моќта да го каже новото изречување како колективно или народно предание. Меѓутоа, интертекстуалниот каламбур на збиднувањата во реализацијата на неговото јунаштво ја подготвува и материцата на неговата истовремена карневализација. Таа произлегува од една своевидна противречност, која главно може да се прикаже на тој начин, што на почетокот на драмата Јане Задрогас го гледаме како еден опонент на гаргантуовската царица, која персонифицира тоталитарната власт, и кој што бунт на Јане наликува на еден постојан двобој, усен, конверзацијски, помеѓу Јане Задрогас и царицата, ама усно културен. Значи, двајцата поседуваат, тие се надмудруваат. Тие се како народни мудреци кои постојано со разни поговорки, изреки и така натаму се надмудруваат. Такви двобои
постојат во усните култури. Конкретно самата имам гледано еден од хиспано-американски таков двобој фолклорен, меѓутоа можеби вам ви се попознати тие двобои, дворски двобои во стихови, кога два поети ад хок измислуваат стихови и се надигруваат еден другиот. Значи, Јане во дадениот миг е некој кој владее со манипулира, значи манипулативно се сооднесува кон ризницата на народното знаење и се бори со царицата. Меѓутоа, противречноста на таквиот дотогаш Јане се согледува со тоа што одеднаш тој се карневализира во некој јунак кој во име на оваа гаргантуовска царица е подготвен да излезе пресред на нејзиното барање, да оди во дувлото на змеот, да се чумоса таму, значи да ја навлече за себе чумата, болеста, да ја донесе во селото, да го зарази сето село, што е сосема противречно на оној Јане кој беше при тоа, значи тука сега на себе прима Исусова пасија или личи на старозаветниот Јов, ќе го зарази сето село и одеднаш чудно, како еден неочекуван, значи ќе го победи змеот. Тоа е неопходно на царицата за таа да се породи и да ги роди трите царчиња. Меѓутоа, еден неочекуван резултат е на сето тоа што во неговите солзи, при неговата пасија, царицата ќе се самозапали и со тоа царчињата, трите царчиња ќе се вратат од таму од каде што дошле, односно во утробата на царицата, и Јане сега, преземајќи улогата на народен мудрец, го објавува новото мото: подобро мртви здрави, одошто болни живи. И тоа е своевидно пресвртување на она што дотогаш го кажуваше постојано царицата: подобро болни здрави, одошто мртви живи. На крајот од драмата, колективната афирмација на ова ново народно гесло е посочена во колективно прифаќање на оваа песна од страна на народот под бесилката на Јане. Подобро мртви здрави, одошто болни живи, подобро мртви здрави, одошто болни живи. И со оваа сцена на колективно скандирање, која се претвара во своевиден сонг на доминантна наративна перспектива, како објава на новото колективно предание, завршува прикажувањето на ова народно представление, што пролошки како театарска свеченост на народно празнување беше најавено од ликот на самиот Цепенков. Всушност, приказната завршува со консензуалната легитимација на новиот мудрец на акцијата, разбрана како јуначки, страдалнички и јазички чин. Или со други зборови, подвигот на Јане Задргац е подвиг на телесната, мистичната преобразба во досегнувањето на рамништата на новото изрекување. Ако човек подобро размисли, ова во голема мерка може да се однесува и на актерот, односно на ритуалниот аспект на неговата актерска игра во постварувањето и изрекувањето на новата улога. Овој момент е многу битен и постојано на различни начини се појавува во целиот негов опус. Второто дело со кој тој настапува и влегува како навидно, и тоа е една класична модерна драма, со која тој влегува на голема врата и во образованието, и до ден денес тоа е обврзна лекитира во средното, односно гимназиското образование, е неговата драма Диво месо, во која што е ситуирана овој пат историски во периодот непосредно пред Втората светска војна. Во оваа драма повторно тој ја загатнува усноста на македонскиот идентитет, ама на сосема еден инаков начин, иако од усноста
е извлечен и насловот Дива месо според една легенда, односно предание што го кажува Марија Андреевич, една хероина, значи мајката во семејството, кое што е прикажано во неговиот распад. Значи, драмата на Втората светска војна и ја прикажува Горан Стефановски во семејноста, како распад, како трагедија на распадот на семејството и семејните вредности, кои ги донесува хаосот на војната. И загубената светост која е поврзана, значи и семејството кое е поврзано во усноста. Тој ја посочува, таа загубена светост ја посочува со првата сцена на драмата. Уште првата сцена на драмата ја поставува темата на распадот на старите патриархални вредности. Именно во дента во куќата се подготвува семејна слава, но синовите, на разочарување на нивните родители, веќе не се идентификуваат со ова семејно празнување. Најмладиот Андреја се идентификува со работничкото движење и пролетерската идеологија, со која што во Втората светска војна ќе биде дефиниран Европскиот исток. Та ненадејно повика на дента на славата заминува на состанок со другарите од работничката организација. На Стефан пак средниот син си оддалгисан да ја стаса префинетоста на Западна Европа. Поважно му е да се појави на приемот што го приредува неговиот директор на представништвото за автомобили, евреинот Херцог, а во чест на високиот службен гостин од Германија Херман Клаус. На Симон пак, најстариот син, и онака се му е сеедно, нему му е додадена улогата на несериозен и недораснат да се соочи со предизвиците на мигот и времето, резигниран човек, кому светогледот му го одредува просторот на кафеаната во која што работи, како келнер. Меѓутоа, нагласената инфантилност на овој лик во неговото држење, например во песничките со кои што се игривите или игрозборките со кои што се огласува, најчесто неговиот настап почнува да надзира како маска на лудоста и токму неговите реплики со јазикот на светата лудост и пијанството честопати најасно ги коментираат на ситуациите. Например, после славата која речиси без синовите се реализира, Симон се враќа. Симон седи дома сам и пее таква една песничка која сите ние ја знаеме. О, мони, мони, ма, академи, фенци, фа. Опет ха, уна епе, уна цепе, уна хаус, Мики Маус. Што правиш? Го прашува брат му Стево, враќајќи се од кај Херцог. Квачам јајце. Стево, мислев дека ти е страф од темно. Симон, страф ми е и од светло. Стево, како помина славата? Симон, која слава? Значи, на расплотениот свет, она што некогаш представувало органска целина, кој сега е фрагментаризирано во разнородни сечоци на урбаниот лавиринт на општественото обстојување, располовено меѓу идеолошката спротиставеност на светот на истокот и пролетерската борба или западот, светот на профитот, му соодветствуваат различни простори. Сиромашен дом слава, богат дом прием, јавна куќа, кајбајачка, затвор, канцеларија и така натаму. При тоа, индиректно маркиран и просторот на јавната сцена на општествените бранувања со работничкиот штрајк, логорите на смртта и појавата на национал-социјализмот. Трагедијата на скопските евреи, од друга страна, еднакво е прикажана како трагедија во сферата на семејството и приватноста, што особено е маркирано во падот на култивираната и надмена Сара Херцог, чиј пат е прикажан како пат на пладот на сексуалната распределба на моќта, а во однос на Сивич, советник во представништвото за автомобили, и во однос на Стево. Меѓутоа, сакам да споменам во контекст на диференцијацијата Исток-Запад, која е многу продуктивна во
голем дел од творештвото на Горан Стефановски, дека се посочува во една парадигматична сцена, 10-та сцена од драмата, се појавува и говорот на Клаус, кој што истовремено ја посочува македонската траума и низ синдромот на словенството воопшто и на словените, меѓутоа конкретно и македонската. Значи, македонското семејство обстојува низ доминантно акустичката општествена врска, која што најчесто ја огласува мајката Марија. Во градските ниши, меѓутоа, се појавува и писменоста во која кон која приклонува Андреа, приклонувајќи кон пролетерската идеологија, но кон која стреми и братот Стево на еден друг начин, сакајќи да ја достигне префинетоста на Европа, но не ја познава манипулативната моќ на писмото и кога сака писмено да настапи или учено испаѓа смешан, како например кога сака да ја освои Сара Херцог со песни од Прешен, представувајќи ги како своји. Во сето тоа, во еден миг, со сето тоа ќе го соочи Клаус, германецот Клаус, и таа е позната сцена, од која ќе прочитам еден краток пасус. 10-та сцена на драмата е просто монолошка, само кус извадок кој посочува зашто станува збор и кој му го кажува овој монолог, не баре сака да го утеши Стево што неговиот брат Андреа е попаднат во затвор. Пијте, младичо, растроите се малку. Тој можеби сака да биде во затвор, можеби намерно работел тоа да стаса в затвор. Тоа ви звучи неверојатно, но животот е полн со изненадување. Познати ми се случаи на таква парадоксална логика, а притоа не заборавајте една битна компонента. Тој е словен. Тој податок лесно одговара на прашањето зошто некој би сакал да биде во затвор. Јас тоа го нарекувам синдром на славјанска мазохистичка душа. Кога ништо не е, а не се крева ниту малиот прст ситуацијата да се поправи, и во тоа се наоѓа задоволство. А на овој Балкан никогаш ништо не било во ред. 20.000 години наназад. И ако во сиот тој метаж некој се заложи да помогне, таа помош не се прима добронамерно. Напротив, сомничаво се одбива. Вие сте осудени да живеете во пропаѓање. Сето тука има и други компликации, како што е, например, недостатокот на чувството на припадност и традиција. Докаде најдалеку вие можете да ја следите својата фамилиарна лоза? Како се викале вашите прадедовци? Тешко дека знаете, а јас те знам. Моето дрво е грижливо запишано наназад до 14. век. Овој монолог градира во суровоста и садизмот, и само ќе споменам дека оваа сцена е парадигматична и се на некој начин реферира во неја и во други драми на подоцнежни, на други драматичари, како например во Словенскиот Ковчег на Венко Андоновски, во ММЕ кој прв почна на Дејан Дуковски и така натаму. Но за сето тоа се разбира може и натаму да се разговара. Несомнено една од критиките на Клаус е усноста, немање писмо, пишана историја, писмено паметење. Она кога вели мојата лоза е грижливо запишана наназад до 14. век. Значи, општествената врска е доминантно усна. И таа усност се појавува и во оваа драма. Многу е сложен начинот на диалектиката на играта меѓу усноста и писменоста во драмите на Горан Стефановски. Но вдека сакам, и во тоа нема да навлегувам, но сакам да посочам дека усноста или фолклорните формули или митските, се едно дали е таа усност фолклорна или митска, кај Горан Стефановски е секогаш продуктивна и во една друга битна смисла.
Та значенски од една страна го маркира действото, ама од друга страна таа секогаш се огласува и како огласување од една друга внатрешна сцена на театарската сцена. Всушност, драмското творештво на Горан Стефановски сето е во знакот на продуктивно сооднесување со ренесансната театарска метафора. Светот прикажан како сценска кутија во друга сценска кутија, над која се отвара друга сценска кутија и така натаму. Токму она како што во детската песничка, што си ја подпевнува Киро во драмата Летво место, се кажува: си бил еден поп, си имал едно куче, кучето му умрело, му направил споменик, на споменикот пишувал. Си бил еден поп, си имал едно куче, кучето му умрело, му направил споменик, на споменикот пишувал. Си бил еден поп, си имал едно куче, кучето му умрело, му направил споменик, на споменикот пишувал. Бил еден поп и така натаму. Сцената во сцена е еднакво одлика и на оваа драма. Пред се, значи во драмата Летво место, тоа се трите драмски точки што ги изведува актерот Ангеле во светата лудост на изведбата, проговорувајќи со вистината за себе и своите. Попрво оваа врамена сцена, повторно во оваа, значи тоа е сцена во сцена, во драмата, нова драма која ја игра Ангел, Play Within the Play. Значи, во третата точка, која се нарекува Дедикар Икарал, значи Дедал и Икар, овде се интертекстуално вметнати, кој бил роден со крило на десната рака и ѓуле на левата нога, та се срушил во Филјан, земја Македонија, ќе послужи како и во Диво месо, како насловна рамка на прикажаниот свет во драмата. Да ја споменам, например, и драмата Тетовирани души. Во Тетовирани души Горан Стефановски речиси го повторува ова свое творечко кредо во зборовите на Цибра. Децата треба да ги учиме дека нема иднината никако да дојде, минатото никако да си одиме, а ние овде глумиме сегашност. Значи, всушност, ја преповторува мотото на драмата Дупло дно, во која во три етапи или сцени на драмата го преповторува минатото, во иднината и сегашноста. Во оваа драма Стефановски наоѓа, значи во Дупло дно, уште еден особен начин да ја преповтори многозначноста на метафората сватена за светот како театар, овој пат видена низ режијата на тоталитарните системи. Сознанието дека секој дно е дупло дно е всушност токму сознанието за рамковноста на секоја ситуација, како режиска ситуација, а стварноста е некаде вон досегот на ситуацијски поставените актери, осудени единствено да ја играат стварноста, значи, како што кажува Цибра. Децата треба да ги учиме дека нема иднината никако да дојде, минатото никако да си отиде, а ние овде глумиме балканци. Но да се вратиме на доминантната тема која се провлекува во сите овие драми, а тоа е на односот истокот и западот, кој во времето на транзицијата, во транзицијскиот период, и кај Горан Стефановски, како и кај други македонски драматичари, проблемот на словенското културно наследство почнува да се промислува и низ контекстот на балканскиот културен ареал, кој ја замени контекстуализацијата во рамките на политичкиот исток, односно на словенскиот социјализам. Во овој период Горан Стефановски ја пишува драмата Каза Балкан во 1997-та, тоа е време кога тој веќе живее во Кентербери, Англија, каде живее се до крајот на неговиот живот.
во која што ирониски го проблематизира балканскиот синдром на самосожалување над сопствената судбина, без преземање на сопствена одговорност во однос на неа. Во овој период Горан Стефановски ги пишува, и ќе се осврнам кратко на двете драми Евро Туѓинец и Евро Алиен, кога парадигмата на македонската драма, поставена со драмата Диво месо, која европскиот друг, Словен и Балканец, го прикажува како пасивна жртва на европски надмени од Запад, односот на Клаус Констео, овде ќе послужи и како контрапункт кој треба да ја посочи промената во драмската, театарската парадигма на новите театарски проекти на Горан Стефановски, уведени и со оглед на предпоставениот западноевропски реципиент, откако Стефановски живее во Кентербери, Англија. Значи, именно обраќајќи се од средиштето на европските престолнини, на обединетата Европа. Театарските сценарии на Стефановски го принудуваат и западноевропскиот субјект да се погледне себе си низ очите на европскиот друг. Станува збор за инвазивна драматургија и стапица на инсценацијата, која го наметнува заемното одблизу огледување на поларизираните европски идентитети по паѓањето на Берлинскиот зид и сега кревањето на Шенгенскиот зид. Оваа инвазивност најдиректно ја илустрира стапицата на ситуацијата во станичната драма, значи во која се патува од сцена во сцена, публиката патува од станица во станица. Евро Алиен, напишана следната година после Каза Балкан, 1998, проект изведен во соработка со 13 режисери и 50 глумци во склоп на представувањето на Стокхолм како европска престолнина на културата, во која што е вовлечена и публиката и притоа принудена во светот на изведбата да ја живее стварноста на отуѓениот европски друг. Ова е интерактивна театарска променада, која води од една до друга станица на изведбата, своевиден саем со штандови од разни краишта на Европа, пред се од Балтичките земји и Балканот, кои тогаш не припаѓаат на Шенген зоната. Иронично е замислена како забавен парк кој изложува примероци од европската општествена и политичка отуѓеност, која во своите најекстремни облици создава шовинизам и национализам, како што ќе рече самиот Стефановски. Интенциите на оваа инсценација и манипулација со публиката најдобро ги посочува прологот на театарското сценарио, ќе го прочитам. Вели: гледачите на влезот ќе добијат пасош со друго државјанство, тоест државјанство на земја која не е членка на Европската унија, и за време на представата ќе се третираат како други, туѓинци или странци. Ќе ги запреме пред границата на тврдината Европа, ќе побараме од нив да пополнат формулари за виза и ќе им покажеме разни автентични облици на отуѓување. На тој начин публиката ќе увиди и искуси колку е тажно и смешно да се биде државјанин на другата Европа. Во секоја просторија гледачите ќе добијат нешто што ќе можат да го земат со себе. Уверение, беч, шверцуван предмет. На излазот, публиката ќе добие нови визи во пасошите кон нова и утописка Европа без шовинизам. На сличен начин е изведено и сценарието Хотел Европа на Горан Стефановски, кој во 2000-тата ќе го напише за потребите на мултимедијалниот театарски проект, изведен во европска продукција во Стокхолм, фестивалот во Авиньон, и тој директно се надоврзува на Евро Туѓинец, со тоа што повторно станува збор за интернационален театарски проект, изведен во режија на 9 режисери и актери од Источна Европа, поточно од Балканот и Балтичките земји. Оваа драма се надоврзува, значи, во овој трет период од неговата фаза на тематиката на претходно изготвените сценарија. Каза Балкан, Ексју, Сите сме луѓе, Евро Алиен и така натаму.
Поетиката по внатрешните граници на Европа Горан Стефановски ја образложува во неговата книга Есеи, приказни од Дивиот Исток. И Хотел Европа е овде еден своевиден резерват на различните културни идентитети кои се од онаа страна на Шенгенската зона. Тука се македонците, тука се русите и така натаму, прикажани во нивните стереотипи. На крајот би сакала се задржам на последната, четврта фаза од опусот или творештвото на Горан Стефановски, во кој што се пројуваат три негови драми. Одисеи, Огнени, напишана 2010-та, Огнени јазици 2013-та и Фигурае Венерис Historiae или венерични фигури на историјата, која што е преизведена 2014-та, а публикувана како драмски текст во 2015 година. Во оваа драмска фаза, наспроти третата, во која повеќе пишува сценарија, одошто за театарски представи, овие претходните што ги споменав, Горан Стефановски се навраќа на класичната форма на драмски текст, кој што еднакво е погоден и за читање и за театарска изведба, а исто така се навраќа и на неговите од првите две фази познати интертекстуални допири со фолклорното и со митското, врз основа на кое се изградени и сите негови драми, меѓу кои од раната фаза не ја споменав и Кула Вавилонска. Како парадигма на ова фаза во која навистина доаѓа до израз генијалноста на Горан Стефановски, кој што успева, сите тие се по нарачка напишани представи, Одисеј од театарот Улисис во Загреб, Огнени јазици по повод Огнени јазици од Драмски театар и Фигурае Венерис Historiae од Љубљанско гледалишче по повод 100 годишнината од Првата светска војна. Тој успева да и за македонскиот, и за интернационалниот реципиент. Меѓутоа, вградувајќи го и локалното, и глобалното, успева да направи представување. Само кусо ќе посочам дека во искуството на Првата светска војна, значи Фигурае Венерис Historiae, оваа драма на Стефановски, значи напишана по повод одбележувањето на 100 годишнината од оваа војна, е драмска потрага по стојалиште, односно призориште кој што ќе ги прикаже универзалните искуства и траума во хаосот на војната, односно механизмите на разградување на интегритетот на поединецот и колективот. На специфичен начин овде иманентната поетика на авторот во оваа драма кореспондира, како што веќе реков, со неговите рани драми од претходните творечки периоди, со таа разлика што овде специфично се прикажува да се посочи универзалното искуство на човештвото. Иако никаде не е речено, но препознатливо таа се случува во Германија, со секоја од епизодите, која сама за себе, секоја драмски конфликт, може да се препознае читателот или гледачот од било која европска нација. Исходиштето на ова негово е во луцидната идеја, тој се повикува на
на книгата Sieben Geschichte des Weltkrieges на Магнус Хиршфелд, која што е објавена во Берлин 1931-та. Веќе споменувањето на Берлин и 30-тите години кажува многу и верувам буди многу асоциации, кои што Горан Стефановски ги посочува во самото исходиште на војната, така што во една телесна распојасаност и разулавеност и анималната компонента при сето тоа ја гради целата драма. Се разбира за сето ова е одлика и на претходните две драми што ги споменав од Едисеј и Огнени јазици. Се разбира за еден толку комплексен опус како овој на Горан Стефановски треба многу и дополнително да се говори. Јас за ова последно спомената драма Фигураe Veneris Historiae посебно ќе говорам и на научната конференција на овогодишниот семинар за македонски јазик, литература и култура, така што и во самото усно предавање верувам дека ќе имаме можност повеќе да разговараме за сето. Благодарам.